Советот, па после да ги помине комисиите со луѓе. Добар ден на сите присутни. Ја кратко ќе се обидам да дадам појаснување на она што беше прашање од советникот Игор. Значи, и самата точка, односно насловот на точката е предлог одлука за давање согласност, односно одлука за формирање општински совет за превенција на детско престапништво. До сега оваква одлука не е донесена, меѓутоа согласно законските обврски, општините треба да формираат поединечни општински совети, како што на некој од наредните седмици ги дојде превенција во сообраќајот и понатаму. Дадеме рамката и со денешната одлука која што Советот се надевам ќе ја донесе, само дава одлука за да се формира таков совет. Понатаму, вие како совет ќе доставите, односно преку службите во самата општинска администрација ќе бидат доставени барања за делегирање предлози до надлежните институции кои што треба да кооптираат своји членови во рамки на советот. Откако ќе бидат доставени предлози, предполагам дека советот комисиски ќе ги разгледа, ќе утврди листа и на наредна седница на совет ќе се гласа за персоналниот состав на општинскиот совет за превенција на малолетничка деликвенција, односно детско престапништво. Благодарам. Нашите победигаш. Читам советник, јас искрено се надам дека ова ви е направен превид при правење на дневниот ред. Сите комисии и совети за сега што ги имаме гласано со конкретни лица. Таа комисија, тие членови ги гласаме. Тој совет, тие членови ги гласаме. Верувам дека овдека ви е поверојатно дека ви е направен превид, отколку вашето објаснување дека отпосле, значи ние 2 пати, 3 пати треба да гласаме на исти совет. Нема логика. Ја верувам дека вие не ме разбравте, пак ќе се обидам сега да не бидам и досаден во повторувањето. Меѓутоа, до сега не постоела одлука за да се формира ваков совет, како тело кое што ќе делува во соодветната област. Сега со одлуката која што е ставена на дневен ред и која што претпоставувам ќе биде донесена на денешната седница, се дава можност за да се формира. Значи се поставува базата за формирање на таков општински совет за превенција, кој што откако ќе ги добие предлозите од наведените институции кои што треба да делегираат своји представници во истиот, ќе го гласа и персоналниот состав. Значи, доколку до сега имало ваква одлука, меѓутоа, врз основа на нови законски измени и она што беше укажување од страна на Министерството за внатрешни работи, треба на ниво на општина да се формираат вакви совети. Заради тоа и се носиме таква одлука. Доколку претходно била донесена на денешната седница, ќе беше гласан само персоналниот состав на истата. Значи, ќе имате конкретни предлози, конкретни имиња, како членови, односно предлог членови за кои што ги требаше да гласат. Значи, тоа е процедурата, тоа се фазите во кои што ќе биде формирано ова тело. Тоа дискутираме и на комисија со колегата. Дали некој Марија повеќе? Само ќе да молам да не се повторуваме, ако има нешто ново. Да, пушнете ви. Не поздравувам ова формирање на ваков совет за превенција од детско престапништво. Мило ми е што некој ќе почне да работи со ранова категорија на децата. Само имаме една забелешка и ќе ве молам од колегите советници да ја подржите таа забелешка во однос на тоа колку ќе бидат вклучени од децата од средното училиште еден представник, тој број на представници се зголеми, затоа што мислам дека и самите тие децата како деца подобро примаат од своите врсници отколку од нашата возрастна граница и тоа нашите профили како што пример што се од општинска администрација од Министерство за внатрешни работи или некој наставник понема да допре до дечињата како што можат и нивните врсници да допрат. Ги има тие унии на средношколци што се истакнуваат некои дечиња добро, што може да бидат пример и за своите врсници, па дури и за нас. Така да доколку е можно да се зголеми представници од самите клип, добро би било. Тоа е мојот предлог.
Види, ако може на секунда само, значи може би желбите и потребите се едно, законските одредби и ограничувањето на нешто сосема друго. Значи на основа на законот е даден персоналниот состав, односно структурата како треба да изгледа ова тело. На таа основа значи е предвидено еден представник. Поради тие причини, меѓутоа понатаму општинскиот совет преку различни модалитети може да најде начин како оние одлуки, препораки што ќе ги носи, што ќе ги дава да допрат до таа ранлива категорија на млади, на кои што, односно за чија што превенција и се формира овој општински совет. Така, Марија, има ли потреба да го читаме членот 158, значи нас не беше доставен кои членуваат во овој општински совет. Значи си имат, они се имат повикани на законот и согласно законот. Па мислам дека јас и колегата Игор ги добивме, од законот ние си презентиравме. Еве еден предлог од мене, за тоа што ова ќе овој општински совет ќе заедно делува со Државниот совет за превенција од детско престапништво, така да представникот од нашиот општински совет може да го пренесе и ова до Државниот совет, да влезе тоа во законот, за тоа што мислам дека не е пропуск направен некој до законот. Секако пишува одредот на членовите на општинскиот совет се избира председател. Председателот како што се избира, нормално дека тој ќе ги пренесува ставовите на општинскиот пред државниот. Тања, давате збор по Да, јас сакам да поздравам оваа одлука и искрено се надевам дека таа ќе заживее во пракса и ќе ги даде своите резултати. Исто јас со таа структурата не знам дали се коси со закони да се внесе и член од детската градинка, затоа што превенцијата почнува уште од најранни возрасти, а советот треба да си направи програма за работа, така да може би ќе има некои активности и програми кои што можат да се дури во детските градинки имплементираат. Па ме интересира дали се коси со законот да има член од детската градинка или не. Нема во член 158 став 2 точно е дефинирано членовите на општинскиот совет, да го прочитам да не пишува градинки. Така. Благодарам, дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, осмата точка ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам 16 гласа за, точката е усвоена. Девета точка е предлог одлука за давање согласност на барањето за формирање на паралелки со пунен број на ученици за учебната 2018-2019 година на основното училиште Илен. Во материјалите видовте дека ставува збор за мождивња. Знаете дека училиштата кои што работат со помал број на ученици, со паралелка со помал број на ученици, први ние како училиште бараме согласност, односно позитивно мислење од Министерството за нашето соодветно министерство. По добиено позитивно мислење, тоа оди на совет. И ние како совет на општината даваме согласност за работа на вакви паралелки со помал број на ученици. Дали некој бара збор? Повеќе, колега. Сега прашам, ова значи се дава согласност на веќе формирани паралелки. Веќе средина на првото полугодие, по кои причини, зошто касно? Мислам дека сигурно се формирани паралелките, значи од 1 септември, а сега им даваме согласност. По кои причини касна согласност? Во разговор со директорите на училиштата, значи во превод испуштено таму и дополнително добиено, значи они не барале, пред тоа се бара. Каде што има потреба, знаете дека до нас саме согласност за помал број на ученици во паралелките, ама сега подоцна добиемо тоа позитивно мислење и они откако ќе го добијат, тогаш го доставуваат до советот. Значи пред тоа може они да си бараат, ама ние тука слушате ќе им поверат дали имате добиено позитивно мислење од Министерството. Точката ќе биде отфрлена, а сега веќе тие имаат добиено позитивно мислење од МОН и оди како точка на совет давање на наша согласност како општински совет. Да, како ќе се надолу, сега средина на полугодие, паралелките се формирани. Значи тоа уште редовно се бара, согласноста се добива од Министерство пред почеток на школска година. Знаете дека секој пат одзнат и не е средина, значи не е ни тромесечие, месец и некои си 6 недели работа сега имаме сега. Да. Дали некој друг бара збор?
Доколку не бара точката е само на усвојување, кој е за? Констатирам се 17 гласа за, точката е усвоена. 10-та точка е предлог одлука за давање согласност на барањето за формирање на паралелки со пунно број ученици за учебната 2018-2019 година на основното училиште Јован Крчевски. Исто и тука се бараше согласност за паралелките Божи Билово и мислам дека беше Луки. И Луки, да, кажам. Добиено е позитивно мислење, сега можеме да дадеме согласност за формирање. Дали некој да разбори? Да, мислам дека ако сте прочитале одлуката пишува подобриено позитивно мислење од МОН, тогаш оди на совет. Доколку никој не бара збор, точката е ставена на гласање. Кој е за? Констатирам со 17 гласа за, точката е усвоена. 11 точка е предлог одлука за давање на месечен надломесток на членовите на Комисијата за урбанизам при општина Тиво Паланка. Дали барате објаснување по точката? Барате или не? Да, барам објаснување. Иве молам, кој би дал објаснување, кој сте повеќе? Така се обидам да дам кратко објаснување. Значи, ова предлог одлука, сушност е одлука со која што се става вон сила одлуката број 09-1110/65, донесена на седницата на 19.4.2018 година. За да, значи, самиот закон за просторно и урбанистичко планирање во член 23 ставови 4 и 5 предвидува ваков надомест за надворешните членови на Комисијата за урбанизам, формирана со решение од страна на градоначалникот, меѓутоа само и единствено за надворешните членови со оглед дека во претходно донесената одлука беше предвиден надомест и за техничкото лице кое што ја припрема работата на комисијата, кое што ја од редовите на општинската администрација и кое што во описот на работните задачи му следува тоа, значи за кое нешто и зема плата. Нема можности за исплата на таков надомест на техничкото лице. Од тие причини вршиме интервенции и коректура во самата одлука, каде што се брише техничкото лице, односно предвидениот надомест за истото. Во другиот дел станува чисто. Благодарам, Мартин. Дали некој да разбори, поведи. Овака и на претходниот пат на точката беше на дневен ред, реагиравме дека самата одлука има неколку недостатоци, меѓу кои тој недостаток за натрешното лице кој што треба да може или не може да прима надомест, ни беше образложено дека може, сега не може. И исто така дискутабилно беше и потребата од ваква комисија, која што формира началникот сам без советот, така да овој пат нема да гласаме оваа одлука. Само кратко појаснување, значи прво да не манипулираме, може да ги погледнеме записниците од седницата, вашите укажувања и сугестии беа, односно дилема, дали градоначалникот е тој кој што може да определи надомест или советот. Значи ќе ви цитирам одредби од Законот за урбанистичко и просторно планирање, каде што во став 1 на член 23 е предвидено дека Комисија за урбанизам формира градоначалникот, истата е составена од 5 членови, кои тројца се надворешни членови. Истиот член 23 став 4 предвидува на надворешните членови на комисиите од ставовите 1, 2 и 3. Читал за појаснување 1, 2 и 3 третира Комисија за урбанизам во општини, Комисија за урбанизам во општини во град Скопје и Комисија за урбанизам на ниво на град Скопје. Значи на надворешните членови на комисиите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член им следува надомест за учеството во работата на комисијата, кој се обезбедува од буџетот на органот кој што ја формирал Комисијата за урбанизам. Висината на надоместокот од став 4 на овој член се утврдува врз основа на обемот на извршени работи и реално направени трошоци за извршување на работите и истата ја утврдува градоначалникот на општината. Значи градоначалникот, освен што го носи решението со кое што ги делегира членовите на комисијата,
има дискреционо, односно законски делегирано право да го утврди на доместокот. Советот ја носи одлуката само за да даде легитимитет, бидејќи средства да се исплаќаат од општинскиот буџет. Значи, ја и тогаш ви го објаснував на ист начин и сега ви го објаснувам на ист начин. Сега вие, доколку го сваќате тоа, еде ви го законот, толкувајте, значи нема да најдеме нешто поинако. Благодарам, Мартин. Благодарам. Дали некој разбор? Доколку никој не го разбори, 11 точка е ставено условување. Кој е за? Против? Констатирам, со 12 гласа за и 5 против, точката е усвоена. 12 точка. Предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 1028 и дел од КП број 1027 во КО Болотница, општина Крива Паланка. Дали барате објаснување по точката? Само да почнем во врска со сите точки во реакција на граѓани. На секоја седница имаме објавен бројот до службите на 4-5 има легализации, као мал број. Дали останатите не исполнуваат услови или селекција, затоа што има до советот до советот секој совет доаѓаат као мал број, а има многу предмети кои не се решени, а во контакт со граѓаните дека имат веројатно дека не им фалат документи. Не се прави селекција, зашто селекција кои ќе дојдат 5 има исто така предмети кои исполнуваат услови, не се вратени назад, нема барање за дополнување на документи пред многу порано поднесени, а има некои после година време поднесени добиваат легализација. Как има ли тоа терек? Затоа дали не исполнуваат услови или само тие што исполнуваат ги праќате на совет? Значи, селекција нема, секој предмет како ќе биде дополнет, комплетен и со претходните постапки биде, да речем, до некоја завршна форма, доаѓа до моментот дали има потреба да дојде до совет. Али тука пак има селекција, дали може да оди на совет, дали има потреба. И дали исполнува услови да иде на совет. Да е јасно веднага, тие што исполнуваат, значи Сите предмети не идат на совет. Не, тие што идат на совет во легализација, доколку човекот не добие повратно назад, дека му фали документација, дека ги исполнува условите. Има такви случаи кои нема добиено, а случаи последни година, дена или две, значи се легализираат. Такви има Значи, секој предмет има постапка, значи чекори, дали документи се комплетни. Не, разбирам, откако ќе видат комплетни документи. Дали само сега има 5 предмети или 6, само тие за овој совет, значи други нема. Зависи од степенот на обработка и бројот на предмети. Не можеме да речеме секој совет ќе биде константно 10. Зборам секој совет има реакција дека е мал број, има многу се чека што треба да идат на совет и многу готови предмети. Дали се прави селекција? Има селекција, значи нешто што не може да оди на совет. Не исполнува условите. Ја пак викам за тие сите што исполнуваат на совет. Дали сега Логот беше реакција, дали само тие, значи сега има пред советот, овие 5, дали само овие 5 во моментот исполнуваат услови на совет и се пратени. Дали има други состојби? Ако има потреба 20 ќе биде. Колку се обработа така? Толку И благодарам, Даниела Мобене. Во ова предлог одлука во член 4, значи не е запишано што ќе биде намената. значи намената е ајде домување во стambени куќи. Фали го само Да, но фали го. и може да остане. Со корекција ќе биде ставено. Дали некој друг пак збор? Доколку не барате збор, 12-та точка е ставено усвојување. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 16 гласа за, точката е усвоена. 13 точка, предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 1645/7 во КО Мартиница, општина Крива Паланка. Дали барате објаснување по точката? Дали некој бара збор по точката? Доколку никој не бара збор, точката е ставена на гласање. Кој е за?
Против? Воздржани? Не гласа, не знам како да го сметам. За. Не кренате. Констатирам се 17 гласа за, точка присвоена. 14 точка, предлог одлука за утврдување за гласување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 20 во КО Крива Паланка, општина Крива Паланка. Дали барате објаснување по точката? Дали некој бара збор по точката? Доколку никој не бара збор, точката е ставена на гласање. Кој е за? 16, предходна на 13 е 16. 15 точка, предлог одлука за утврдување за гласување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 4582 во КО Крива Паланка, општина Крива Паланка. Дали барате објаснување по точката? Да. Ќе молам од службите бара објаснување по 15 точка. Само збор за легализација на стабилен објект, индивидуален во населба Делево, над трафостаница. Во постоечкиот дук има нанесено траса од далековод. Според тоа е побарано мислење од НЕПСО, каде што е добиено позитивно мислење за во однос на планирани објекти од НЕПСО и според тоа може да продолжи постапката за легализација. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, точката е ставена на гласање. Кој е за? Констатирам сега со 16 гласа. 16 точка, предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 97-92 и дел од КП број 80-91 во КО Градец, општина Крива Паланка. Дали барате објаснување по точката? Дали некој бара збор по точката? Доколку никој не бара збор, точката е ставена на гласање. Кој е за? Констатирам со 16 гласа за, точка е усвоена. 17 точка, предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 70-45 во КО Крива Паланка, општина Крива Паланка. Дали барате објаснување по точката? Дали некој бара збор по точката? Доколку никој не бара збор, точката е ставена на гласање. Кој е за? Констатирам со 17 гласа за, точка е усвоена. 18 точка, предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 2240 во КО Конопница, општина Крива Паланка. Дали барате објаснување по точката? Дали некој бара збор по точката? Доколку никој не бара збор, точката е ставена на гласање. Кој е за? Констатирам со 17 гласа за, точка е усвоена. И последна 19 точка, предлог одлука за прифаќање на барањето на основната територија на општина Крива Паланка за асфалтирање на површините помеѓу училиштето и Дурачка река. Објаснување. Дискусија на минута. Кој е за? 17 гласа за, точка е усвоена. Со ова исцрпен дневниот ред и ја затвараме 50-та седница на Парламентарната Палата. Ви благодарам за присуството. Желим да подписи.